Кристи секогаш ми дава работа во кујната, така и денес, така? Така денес. Нема лабаво. Нема лабаво, нема одмор со Кристи. Кристи Речел Трајковски после многу време ни дојде во нашата кујна. Од оправдани причините нема, така? Така, само има работа, така, полно обрски, така, ама мора да се работи, ако не, нема пари. Мора да се заработат пари за да се живее и за да си има убав живот. Така ли? За убав живот. И ти многу си убава, прекрасна. Ти благодарам исто. Ич не смениш телото, не знам како е Тањата, ама тоа. Мора да се одржувам. Да. Шегата на страна, и ти си супер ми изгледаш и супер си расположена секогаш кога ќе не дојдеш во студио. Да. Како сте по дома, дали сте добри? Добри сме, супер, фала Богу, се супер. Значи имаме гости сега. Моја сната, сестрата на супругот, Гордана и Сами, и има бебече Никанче. Супер. Сега во Македонија. А ти инаку не живеа тука? Не живеат тука, живеат во Германија. Добро, тогаш ќе може да ни раскажеш дали им пренесе филипински рецепти? Да, секако. Што најмногу им се допадна вака од прва? Сигурно некои од тие твоите десерти? Да, некои десерти од Германија, што збори? Не. Гледам косата како ми. Ајде, фокусирај се тука на разговорот, убаво изгледаш, ти кажав. Дали од твојата филипинска кујна им се допадна некои рецепти на твојата сна? Секако, таа живееше 10 години во Малезија, во Куала Лумпур. Затоа асиска рана секој ден јаде. Значи не име нешто непознато? Нема ич проблем со неа и со така се готвам за свекрва, за сите и знаат. Се допаѓа. Значи нема ништо друго. Значи асиска, македонска, што било, што ка ставам на маса, сите ке јаде. Се јаде. Ама мора, ако не... Кога е Кристи во прашање, нема не, така? Ама и не е дека не е вкусно. Ама страви е вкусно, се како ние сме ке спремаме убаво. Ајде, јас се кажав... Исто така ки научиш нешто. Ајде, ќе научам од тебе, секогаш учам. Ова за мене, една или две да ставам? Така, сега... На лева или на десна? Со десна ќе работам, а јас ќе работам двете. Добро, прво кажи на гледачите што ќе правиме. Сега ќе направиме нешто лесно. Треба да најдам во телефон како се викаше. Да. Обично е туна, од туна ова. Од туна. Значи, кој е по рибата, ќе ужива денеска. Да. Значи, суши со туна. Така да ги преведам? Суши со туна, ама не е ролно, ама како... Да, не ролани, ама како туна салатка, ама со суши. Ама многу убаво ова. Исто така, имате, например, има некој посно, така, значи може да направите тоа само без мајонез, ке извадите мајонезот. Добро. Па мислам, знаеш што, завршија постите. Да. Посно, да, готово. Ама уште се пак, например, најлесно, ако имате гости дома, треба да се средите. Треба да им дадете нешто многу интересно, најбрзо. Што ти треба? Што можеш да носи. Сега, јас ми треба од тебе. Вака, ова ќе сечиш. Како да ги сечам? На пола? Не, вака, на 3. 3 да добијам? На 6. На 6. Добро. Едно по едно или можам сите одеднаш? Како сакаш. Па да си ја скратам работата, бе, Речел. Така. Јас некогаш Речел, та викам некогаш Кристи. Ова може да... Како е правилно? Зашо? Ова ножици да користиш. Кристи или Речел? Кристи, Речел. Ножици ке користиш? Со ножици ли? Со ножици. Трајковски. Не, ама добро, кај вас на Филипини вообичаено имаат по 2 имиња, така? Да, 2 имиња. Тебе како те викаат? Кристи Речел. Сега по дома кој ќе те викнат Кристи Речел? Не, Кристе. И па тоа викам, значи Кристи. Сестра ми е Кресли Рошел. Брат ми Кристиан Ролф. А твоите деца тука им даде едно или 2 имиња? Кристофер Уилјам, да. Да, 2. Сите се 2 имиња. Мора да се... И после во пасош. И после? Кога бев на... Така да средам пасошот на децата. И ми рече од МВР, оти не ми дадевте уште едно име. Проблем им беше, Да, големо. Добро, извини ми рече на овие на 3? Да, добро. Значи по 6. Добро. Добро, ова како хартија да сечам не е страшно. Да, не е страшно. Ништо не страшно. Затоа викам дека лесно и вкусно. Го правиш често? Да, убаво. И за гостите, кога имаш на брзина, тоа најбрзо. Ете го сега, требаме
па млад кромит. Добро, сега ни е доста актуелен, вкусен. Значи, се тоа може да најдете во маркети. Добро. Да, маркетите. Се е достапно. Се е достапно. Да, сега. Што треба друго од мене? Стави тука. Да ги наредам некако или само вака да ги нафрлам? Да наредиш, е така. Чекај, јас имам многу специфична кошула. Знаеш како е вкуснот на тоа? На кое? На ова. Па еднаш си ми правела. Да. Можам вака да пробам, сакаш да кажеш? Може така да јадиш, да. Вака. Ова е како алге. Ова е суши алге. Ама има на чај има вкус малце. Да, многу убаво. Да. Значи, кај нас, кога јадиш орис што било, и мешаме со суши нори. Така се вика тоа, нори. Како се вика? Суши нори. Може да најдете во секаде. Да не да правиме реклама на сите маркети. Да. Ама една... Па секаде има. Да. Реклама. Океј, ајде сега. Што треба? Друго? Не, земи ова. Треба тоа, добро. Ова сечи, маличко. Колку малечко, вака како... Да, како исто, да. Како ова? Ситно, ситно? Да, исто, ситно. Добро. Океј, и сега, значи, што ставивме првото туначе, и сега ќе ставиме млад кромитче. Млад кромит. Јадете ли млад кромит по дома? Да, сега е време за млад кромит, така? Сега му е сезоната. Сезона сега. Сега е највкусен. Вака добро ли е? Да, добро. Ме бива ли? Сега морковче да рендаме. Добро е? Да, супер си. Тоа да работиш дома. Сум се подобрила, а? Да. Да си сечам само. Кај да ставам ова? Тука може. Сега. Во салатата? Извини се чистатката, ама ќе чистиш после. Океј. Сега имаме селер, уште едно само. Да пробаме сите ќе јадиме. Чекова ќе. На доручек, туна, да мирисат на кромиче. Каде шетавте во Германија? Бевте малку? Да, бевме малку во Германија, шетавме тамо, подсетивме Никанче, ова нова во фамилијата. Добро. И каква храна јадевте? Мене за храната ме интересира. Храна е ова германски колбас. Колбас. Знаеш, во улица да многу убаво тамо недела. Стрит фуд, да, тамо уличната, како да кажеме, кујна или храна. Да ти кажам право, тамо недела е преубаво. Недела сите фамилија во парк, си излезени. На пикник, сите јади. Во трева. Знаеш како убаво? Добро вика нас е така. Па да, повеќе треба. Ама полно. И полно има музика, жива. Значи, така, недела... Тука да ставам? Стави. Да. Не ни би се да направи мало. Не, да, имаш ново, имаш друго. И, знаеш како убаво, тамо сите имат картички, играт картички, имат нешто... Карти мислиш, играт карти, да. Картички. Имат карти, играт и ова чес, знаеш, шах, знаеш, и друштвени игри си играат. Многу убаво, да, многу убаво. Само знаеш, тамо поголема е сената на се. Тамо е улицата, колбасова шо. One колбас, ете го, вака изгледа. Колку пари? 5 евра. 300 денари! И тоа. Сега тоа е друг... Да, затоа кога се вратиме, добро дојде во Македонија. Абе, седи во Македонија. Сега. Што е следно? Бибер. Ова вака многу интересно изгледа. изгледа. Каде мајонезот? Позади тебе. Позади мене. Да. Што да правам? Не правиме реклама, скришно. Сечеме? Сакаш со ножички? Не. Добро. А што да правам со сол и сега сол да ставиме. Чекай, отворено ли е? Да. Добро. Океј. Што е ова? Бибер? Бибер. Добро. Па ти зачини си колку што мислиш дека треба, или? Да, сол, бибер. Значи, видите колку е лесно тука? Добро. Чекај, заборавме ова кромиче. Не, кромиче. Ајде на брзина, само на брзина. Не, јас кромит не. Не можеш, а? Не, ќе почнам тука да плачам. Да плачеш. Ти си поискусна, ајде. Да. Океј, сега мешај со... Со што? Со серача. Ова серача е... Со ова? Да, ова е лут сос. Не многу луто да го направиме. Луто, ама многу убаво ова. Сирача, треба да купите ова во маркет и ова повеќе прави вкус на јадењето што ќе правите. Со ова е превкусно. Добро. Ова е типично азиска храна? Да.
Да. И многу. И зашто се користи и за појадок дури вака? Појадок, а што сакаш? Ние сме, ти кажав да са бајле, ние јадеме се веќе. И луто. Пред спиење може да. Исто така, ова многу убаво со винце, затоа кога имате гости, друштво, добре. И многу убаво да направите, a touch. И сега да го измешам или вака да ти стои? Сега ќе измешаш. Добро, нема да го направиме премногу, зашто ја да јадам. Океј, само тач. И после ќе ставите малку соја сос. Добро. Да. Значи се Кристи, ќе одите ли пак дома кај твоите? На Филипини? Да, ќе одим и пак. За скоро? За скоро. Не, здравје. Добро, така се вика во Македонија, здравје. Здравје. Да, здравје. Да. Добро, сега и сол ќе ставиме. Сол. Добро. И ова само пола да стави да не... Тоа ти кажав. Добро. Сокромидот ти. Супер. А морковот веќе не ни треба да го тргнам? Да, не треба. Добро. И сега ќе мешаме. Многу брзо. Ти кажам брзо, да. И многу се убаво, пошто лесно и сите може да спремат иако да. Јас се сеќавам сега на една емисија, јас сеќавам што правевме со бидејќи споменавме стрит фуд или уличната храна во Германија. Германија? Па не, пред малку сега ми збореше со стрит фуд, во Германија. Да. За уличната храна и сега ми текнува кога ми правеше ти тука мене улична или стрит фуд храна од Филипини. Да. И тоа беше многу интересно и верувам дека тогаш не ги прикажавме сите можеби рецепти затоа што многу има избор. Многу имаше, да. Да, па може и следна идеја да направиме нешто такво. Да, повторно, затоа што навистина беше многу интересно. Да. И секогаш кога се оди или кога патувате во некоја земја, убаво е да пробате таква улична храна. Така се нарекува, кога македонски нели буквално би го превеле. Инаку тоа е нели храната која што е до некаде локална и можете да ја пробате и искусите традицијата на земјата во која што сте, нели сте ја посетиле. Така што навистина е интересен момент. Интересен момент, да. А сега некако се повеќе луѓе се охрабруваат и на Филипини да појдат, така па требали. Како не може? Добро. Како оној си. Да. Може да тие сакат повеќе сол. Сусамот за на крај? За на крај. Сега, вака ќе правиме. Како? Ова, земи една лаџица за тебе. Ајде. Океј. Сега вака. Ова е сушинори. Таран. Добра. Ке лепиш вака. Едно да земеш и ке ставиш натре. Сега ми е јасна сликата што ми ја прати ти вчера. Сега. Добро. Сега, вака да направиш. Ти имаш 2 ракавици? Да. Чекај да ставам уште. Имам, го, повели. Фала. Сега, вака, ке средиш, тадан, ке ставиш... Сусам? Да. И така јадеме. Значи... И тоа е јадење. И тоа е, да. Гледаш колку лесно? Да. Ајде, како сарми да виткаме. Да, како сарми. Виткаш сарми? Да, сарма, да. Ама онаа македонската? Македонската. Традиционалната? Да. Не ваква филипинска? Не. Те бива и за тоа? Свекрва ми прави сарми, да. Ма она прави, ти дали правиш? Бова. Па помагам. Ајба, помагам, да. Како јас тебе сега, така? Добро, има од ловоров лист, од вакво. Така, да. Ај, сори. Добро. Убаво мириса, мора вака да долувам јас за гледачите. Значи, лесно, посно. Значи, што викам дека преска може да направите посно, само да извадите мајонезот. Мајонезот. Ама мислам дека мајонезот Исто така да ставите масло од сусам. Ама не успев да земам, ама тоа. Добро, сите ќе ги правиме така? Сите, да. Да биде барем тука да се, да, имаме време така. Имаме, да, сега па имаме и поише време. Затоа така. А телефонов не си го исклучила? Да, избуни сега директорка си лути. Јас видов си објавила по социјалните мрежи, ама фамилијата во Филипините гледа. Да, значи сега сакам да поздравувам, може да поздравувам некој? Да поздравувам дека села екипата во Force of Vision, ја мислев не таму, тоа не смеш, зашто фактура ќе треба да платиме. Ја мислев на Филипини сакаш да ги поздравиш. Па добро. Моја Марија, Рина, Марк, Уини. Да, тие секогаш те гледат, претпоставувам се горди. И сега свекарви ме гледат, Анета и Саша, мои пријатели, гледат сега моментално. И Finest Touch, Filipino Care, Lizelle.
исто гледат и па сите гледат. Значи сите ме гледат сега. И това и Елисабета Митик. Yes. Која е Елизабета? Моја тоа е едно имам пријател што работи со мене. Мајка му. И сите секогаш кажуваат дека и гледат утринската Телма и викам дека јас сум тука и ќе ви поздравувам. Одлично. Кристија, денес за ручек што ќе правиш дома? Денеска ручек е нешто традиционално македонско или? Свекра ми е тука, пошто имаме гости. Викам дека тука е сестрата на Бојан. И мора таа да е позадолжена во кујната? Сега таа ќе готви денеска и ќе уживаме со... И после ќе одиме во Македонски Брод. Да, таму ќе шетаме во Македонски Брод. Така? Да, убаво таму во кај куќата. Јас викам еден ден убаво да се одите во Македонски Брод, да видиш моја гостинка. Села фамилија, знаеш како убаво таму? Многу свежа и сега во Скопје ќе биде топло. Да, и таму ќе биде многу убаво. Дали за празнициве некаде успеавте, можеби во тој дел од Македонија или тогаш шетавте во Германија? Таму одивме таму во Германија бевме, да. Добра, кога последен пат бевте во Македонски Брод? Македонски Брод можеби пред една година. Значи многу. Супер. Кога беше мајка ми и татко ми? Тогаш. Тогаш, да, кога ти беше фамилијата. Да, фамилијата. А сега значи веќе стварно една година. Полно ептене многу работа имавме. Уште да правиме или нема место веќе? Да, и сега со сам. Сега, гледаш како во. Значи имаме и убаво мириса мора да признам. И убаво мирисат, и убаво што викам дека лесно и многу е брзо може да направите дома, посебно кога имате на брзина гости. Чекај вака сега јас. Само да можат колегите поубаво да го долават. Еве вака изгледа. Туна суши байт. Туна суши байт. Да. Значи суши байт е како една само. Лапни голтни. Да, лапни голтни, така е преводот на македонски, јас да ти помогнам. Да. Супер изгледа, убаво мириса, значи видовте што се е потребно, може уште еднаш да им кажеме на гледачите што се на брзина тука и сецкавме и ставивме. Да, значи уште еднаш. Што е смесата впрочем што ја ставаме тука во. Да. Значи уште еднаш ние направиме туна суши байт што можете да направите дома. Лесно и многу е брзо. Значи имаме туна, селер, сечење. Значи туна, селер. Селер, имате и млад кромиче. Добра. Имате знаеш дека ние многу помалку користиме вака целер? Да. Селер е преубаво и за супа, за се, како здравито. Не, за супа во ред, ама вака во свежа варијанта многу поретко се користи. Тоа веројатно и ти, можеби твоето искуство тука во Македонија говори. Да, многу убаво е селерот, да. А треба да се користи, да, многу почесто. Да. Значи имаме селер, млад кромиче, имаме сусам на крај и имаме сирача, мајонез, соли бибер. И ако имате масло од сусам, исто така убаво, како една лаџица, мешате, ако е посно без мајонез, и ќе ставите во суши нори. Да, тоа е смесата што треба да ја добиете и потоа си ги виткате, не ги виткате, туку во една суши. Да, како така се викате и после ќе ставите во едно вака. Во некоја и да сервирате. Да, да, кажав на сирачата. Сирача. Тие што јадат луто, верувај ми го знаат. Да, сирача. Значи, ако и ти ќе почнеш да јадиш луто, исто купи ова сирачата, преубаво. Сега, само тоа, доручек да јадиш тоа, и нема да зборуваш за никого. Пошто имат лук, имат млад кромид. И па ти сега нас за појадок ми го направи. Автобус, леце ке мирица. Ти сега за појадок. За појадок ни го направи. Цел ден ке мириса на кромит. Цела телевизија ке мириса на кромит. Посебно нашиот Горан сега ќе биде. Сите сега те мириса, пошто сите сега те јаде. Ама тоа е тоа. Сега не можам, сега не ме терај, зашто има и луто, не знам како ќе реагирам, ти кажав, ти стави малку повеќе. Имаш теглози ке зборува. Да. Ма добро. Ама супер рецепт и супер интересна промена, нели, за во нашиот оброк на денот кој што секојдневно го имаме. Ако сте малку за ваков малку поинаков не
не е појадок, ама може било каков оброк да биде. Ама со винце, викам, во на текот на вечер денот може. со винце, со Со гости, винце, со пријатели. Со пријатели, сите ќе мирисат. Значи, убаво тоа, за дружење, лесно за правење. А и здраво. И здраво. Особено кога го исфрлат мајонезот, ептен ќе им биде здраво. Да. Фала ви многу што не следевте. Фала ти тебе, Кристи, што успеа да најдеш време во твојата богата агенда, затоа што имаш многу обврски и уште еден ваков интересен рецепт од твојата филипинска кујна вака да ни го пренесеш на македонски начин. Тука ќе ги поздравиме гледачите, особено од фамилијата на Филипини. Филипини, да. Сум го заборавила поздравот. Поздравот. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Kamusta Pilipinas? Ете така. Поздрав до сите, останете вие на Телма, бидејќи продолжува утринската, следува новото издание на Да си кажеме, каде што повторно ќе се зборува за тоа дека Македонија за жал тоне во отпад.